Министерството за внатрешни работи и обвинителството од утрово ја чешла документацијата во Министерството за економија за дискотеката Пулс од Кочани, во која ноќеска се случи страшната трагедија. Официјалните документи од регистарот на Министерството за економија покажуваат дека последната лиценца била од 13 март 2023 со важност од 1 година. Министерот Тошковски ги потврди информациите на телевизија 21, кој ги објави во текот на денот дека дискотеката немала легална лиценца за работа, а поседувала фалсификувани лиценци издадени во 2024 година, како што кажа под сомнение дека се издадени на коруптивен начин. Има приведени лица од Министерството за економија, а за информациите дека за лиценците биле давани по 7.000 евра мито, Тошковски вели. Министре, споменавте корупција, резултат на корупција и споменавте фалсификат лиценците кои се дадени. Веќе на големо се шпекулира со неколку луѓе што зборуваат на Кочани, дека за оваа лиценца, за една од лиценците веќе дадено 7.000 евра како мито. Дали имате вие сознанија некакви за некакви уплати и на кого? Го кажав она шумов да го кажам. Да, точни се предпоставките согласно информациите кои што ги имаме досега дека и во овој случај, како и во многу други случаи, имаме мито и корупција. Имаме основи за сомнение дека има мито и корупција и во овој случај. Само сега ќе има име и презиме. Ќе има одговорност. Дискотеката била во приватна сопственост и менувала сопственици во текот на изминатите години. Фирмата постои од 25.2020 година и е основана со влог од 300.000 денари, околу 5.000 евра. 278 денови е со блокирана сметка од една комерцијална банка во земјава, а блокада за присилна наплата има и од управата за јавни приходи. Има 8 вработени, а последната 2023 година прикажала минус во работењето од 3.000 евра. Името на компанијата под која се појавува кај управата за јавни приходи е МММ Кафе Доел Кочани, а покрај дискотеката имало и кафула. Дознаваме дека даночните инспектори последно ја посетиле дискотеката во декември лани. Утврдиле фискални неправилности. Била казнета со глоба од 300 евра за правното и 50 евра за одговорното лице, поради неиздавање фискални. Дознаваме дека компанијата должи и за данок за додадена вредност околу 230.000 денари и има решение за присилна наплата од управата за јавни приходи.